Ваша ексцеленциjo, амбасадоре на Република Бугарија во земјата, Ангел Ангелов, почитуван Пламен Цеков, председател на бордот на директори на Scale Focus, почитуван Иван Иванов, главен извршен директор на Scale Focus Бугарија, почитувани присутни од владата, вице-премиер Николовски, министер Венко Филипче, почитувани раководни кадри од Scale Focus кои што се денеска овде со нас, најважните почитувани вработени во Scale Focus, почитувани представници на институциите од државата, почитуван конзул кој што сте денеска овде и компании и представници на домашните компании со работници на Scale Focus. Навистина ми представува голема чест и задоволство што денешниот ден е посветен на инвестициите, на економскиот раст, на развојот на компаниите и на отварање на нови работни места. Упатувам искрени честитки на компанијата Scale Focus, која од 2019 година работи во земјата и која расте и денес еве гледаме како се проширува. Scale Focus е примерна компанија во областа на информатичко-комуникацијските технологии, која не ги запре своите активности во време на пандемија. Работеше посветено на реализација на инвестицијскиот план, кој е поддржан и од владата согласно законот за финансиска поддршка на инвестициите. Секоја пофалба за создавањето на нови 70 работни места во информатичко-технолошкиот сектор, но и проширувањето во ваква модерна канцеларија од 900 метри квадратни во центарот на нашиот главен град Скопје. Пандемијата ни укажа дека дигиталната трансформација на компаниите се одвива побрзо дури од тоа што го очекувавме. Во таа насока, владата ги охрабрува сите вакви смели чекори кои најавуваат понатамошен напредок, забрзување на иновациите, задржување на сегашните и отварање на нови работни места, секако човечкиот потенцијал секогаш бил и натаму останува највредниот ресурс на компанијата, бизнисот, но и пред се на севкупното наше општество. Почитувани, македонскиот ИКТ сектор во последните години бележи постојан раст во број на компании и вработени, раст на извозот, на профитот и на приходите. Оваа индустрија е најбрзо растечка во земјата и ги вработува најмладите и најпрогресивните граѓани. Според последните официјални податоци, ИКТ секторот расте по сите основи. Вкупниот приход на индустријата во 2020 година бил скоро 1 милиарда евра или 985 милиони 269 илјади евра. Тоа е раст од 12% во споредба со 2019 година. Бројот на компании исто така беше зголемен за скоро 200 нови компании во 2020 година и сега имаме вкупно 2378 компании кои работат во ИКТ секторот. Бројот на вработени е уште еден показател кој расте и сега брои 16.712 вработени во ИКТ индустријата во 2020 година. Тоа е постигнат раст од 8% или 1200 нови вработени во 2020 година во споредба со 2019. Годишната плата во компјутерското програмирање е 2,5 пати поголема од националниот просек. Платите во ИКТ индустријата пораснаа во 2020 година, достигнувајќи 1646 евра вкупно во бруто износ. Значаен пораст бележи извозот од македонските ИКТ компании, кои забележа 10% стапка на раст. Тоа е за 230 милиони евра извоз во 2020 година поголем од претходната. Нашите заложби се насочени кон натамошно подобрување на условите за работа, кои треба да ја развижат ИКТ индустријата и да овозможат забрзана дигитализација на компаниите. За таа цел, владата предвидува намалување на персоналниот данок во IT секторот од сегашните 10% на 0% до 2023 година. Октомври, последниот квартал, го почнуваме со 5% данок на личниот доход, следниот октомври 3% и следниот октомври 0%. Тоа треба да биде сериозен поттик за натамошен развој на оваа индустрија. Наша надеж е дека овие ослободување од данок ќе останат во платите, кај овие прекрасни, млади, интелигентни луѓе овде. Планираме и реализираме и многу други мерки,
како што се ослободување од данок за преквалификација, обука, дообука во компаниите, ослободување од данок од трошоците кои се прават за лиценци, за тренинг, за IT индустријата и многу други работи. Уште еднаш, посакувам големи успеси на компанијата Scale Focus. Навистина сте пример за соработката помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија. Сте пример како треба да градиме заедничка иднина. Навистина, токму вие, младите луѓе и овде што работат, преку една ваква компанија, го испраќаат пораката и моментот на важноста на еднината помеѓу нашите две братски земји. Со здружени сили, јас сум убеден дека бројот на вработени и понатаму ќе почне да расте, ќе продолжи да расте. Денеска имате 85 вработени, но гледам дека таргети се големи, така да ви посакувам среќа и сметајте на владата затоа што ние постоиме да ви служиме токму вас. Затоа што токму во ваквите компании младите имаат мотив да останат овде во земјата, да учат од најдобрите, работејќи на големи и иновативни проекти за клиенти од целиот свет. Вашиот успех е и наш успех. Нека е со среќа.